80 години Македонска филхармонија, 80 години Македонска радиотелевизија, 80 години Универзитетска библиотека. Годинава на вистина 2024 имаме поводи и причини за доста славие. Мартин, кои се деталите од филхармонија? Добро утро за последен пат овој ден. Во четврток на 28 ноември Македонската филхармонија одбележува 80 години од своето постоење. Одбележувањето ќе се одржи со спектакуларен концерт наречен 80 години љубов. Ова утро гостинува во Македонија наутро е директорот на оваа установа, господин Александар Котевски. Директоре, добре дојдовте во Македонија наутро. Што ќе се случува овде на 28 ноември? Добар ден. Како што веќе најавивте, во четврток, 28 ноември, Македонска филхармонија слави 80 годишен јубилеј од незиното постоење. Низ овие 80 години на сцената и со оркестрот на Македонската филхармонија продефилира многу солисти, многу диригенти и многу концертни и неповторливи доживувања. На програмата во четврток, на почеток ќе бидат представени во фоајето неколку хорски композиции од Тодор Скаловски и Трајко Прокопиев, а во главниот дел на концертот ќе има воведно видео од 8 минути, кој заеднички го изработија тимот на Македонската филхармонија, Moonlight продукција и Татјана Грговска, на кој сакам да им се заблагодарам за нивниот труд. А потоа следи премиерно дело на Ана Пандеска Куклици, таа е еден од добитниците на конкурсот за нови композиции кои го распиша Македонска филхармонија оваа година. Потоа следи ова нашиот најпознат пианист Симон Трчевски со концертот за пијано и оркестар Едвард Грик во Амол. И после вториот дел следува грандиозната симфонија број 1 Малер наречена Титан. Кажете ми, зошто е важна Македонската филхармонија за нашата држава? Македонската филхармонија е храна на духот и таа е јадрото и поривот на сите музички уметници, инструменталисти и македонски композитори, затоа што таа е еден од најглавните двигатели на културата и одржување на нивото на нашата земја. Така, и за крај, кои се следните планови за оваа јубилејна сезона? Што да очекуваме од Македонската филхармонија? Македонската филхармонија, на репертарот на Македонската филхармонија, во текот на следниот период следат големи капитални дела, меѓународни соработки, камерни концерти. До декември ни гостуваат Моника Лесковар, маестро Лубнов Балбаки, Емил Табаков, новогодишен концерт, детски концерти, така да ги поканувам сите љубители на класичната музика да поволат, затоа што нашите концерти се неповторливи и Македонската филхармонија ќе продолжи и понатаму да ја гради својот сигурен пат. Директоре, ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Ви посакуваме уште многу јубилеи да славиме заедно, а се разбира свечениот концерт на Македонската филхармонија преку директен пренос ќе се пренесува на Македонската радиотелевизија со цел јубилејното учествување да го проследи поголем број на публика ширум нашата држава. Преносот ќе биде збогатени со дополнителни прилози и содржини, а за време на паузата од отвореното студио на Македонската телевизија во фоајето на филхармонијата, каде што и во моментов се наоѓаме, гледачите ќе имаат можност да проследат кратки разговори и интервјуа со значајни дејци од музичкиот живот во земјата. Кристина Ване?